Да им објасниме на граѓаните како доаѓате до првичните сознанија и дали може граѓанин, институција или кој да и како може да пријави некакви сомнежи за криминал до вас? Значи, дали ви приоѓаат и лично да ви Да, ми приоѓаат и лично, а исто така и инспекторите по нивни канали имат оперативни сознанија за одредени сторени криминали, но на веб страната имаме и образец врз основа на кој што секој еден граѓанин може да остане анонимен и да пријави кривично дело. Овде сакам да кажам друга работа. Најчесто секоја чест за искрените пријавувачи на кривично дело, но секогаш во делот на анонимките се работи и за, ајде да кажам, за некоја друга намера од страна на тие што сакаат да останат анонимни. Значи, најчесто се пријавуваат некои работи, првен кои што не се во наша надлежност, а второ, некогаш имаме и некои општи работи. Пример, не им дале фискална сметка во одреден маркет и доставуваат анонимка до нас, во тој и тој маркет не ни доставија фискална сметка. Тоа го препраќаме веднаш до УЈП. Од друга страна, ние имаме проблем со конкретизацијата. Ние не бараме од граѓаните или од институциите да ни ги достават доказите. Тоа е наш проблем. Доказите ние ќе си ги собереме преку нашата истражна постапка. Но, моментот кога имаме општи пријави, пример, таа и таа фирма прави криминал, или таа институција прави криминал. Значи, ние не можеме да влеземе во тоа, затоа што се работи за голема фирма или за голема институција и нас на некој начин не доживуваат како Државен завод за ревизија, пример, или како УЈП. Значи, ние не можеме да влеземе во некоја огромна компанија и да чешламе да бараме криминал. Значи, мораме да имаме барем некои сомневања или некоја си теорија на случај или сознанија, не бараме конкретно, но во која насока треба да се движиме. Значи, ние имаме проблем со такви пријави. Значи, пример, спомната е компанија која што е огромна, која има милионски обрт, а не е конкретизирано, нема никакви детали во кој дел се прави криминалот. Така,